Здраво на сите, јас сум Джейлан Велиева. Веќе една недела вниманието на светската јавност е насочена кон Украина. На стартот се забележува блоковска поделеност на гледиштата дали се работи за руска инвазија и обид за инсталирање на проруска власт во Украина или пак се работи за специјална операција за денацификација на Украина. Денес на тема Украина, минато, сегашност и иднина и разговараме со другарите Дејан Лутовски и Руфат Јашари. Здраво Дејан, здраво Руфат. Здраво, Джелан. Здравствуйте, товариши мои, как дела? Во интересно е што при неколкуте мои гостувања на подкастов во однос на Советскиот сојуз говоревме анализирајќи настани кои што се одвивале во минатото, но за жал актуелните збиднувања кои што ги афектираат сукцесорите на Советскиот сојуз, Русија и Украина, денес ќе мора да проанализираме од денешен аспект. Да, јас би почнала прво со тебе, Руфат. Дали може да не воведеш малку во темата со тоа што ќе ни кажеш нешто за Украина пред и за време на Советскиот сојуз? Па ќе се обидам воглавно во кратки црти она што сметам дека е најзначајно во однос на тематикава, или попрецизно кажано од поновата историја. Имено територијата на денешна Украина во минатото било средиште или центар на словенската култура во средновековието, потоа следеле неколку периоди каде што територијата на Украина била предмет на поделби помеѓу Руското царство, помеѓу Пољското кралство, књежевина Литванија и така натаму. Во периодот од помеѓу 1970 година, поточно по Октомвриската револуција, до 1921 година, Украина ужива еден краток интервал на независност како Украинска народна република. Тоа било во ерата кога се воделе војни, односно конфликтот помеѓу белогардејците и Црвената армија, за да по конституирањето на Советскиот сојуз во 1922 година Украинската советска социјалистичка република се етаблира како составен дел од Советскиот сојуз и како таков составен елемент основачки останува се до дезинтеграцијата на Советскиот сојуз во 1991 година, кога Украина официјално прогласува независност од Советскиот сојуз, истата независност ја докомплетира околу 1994 година. Имено денешните граници на Украина биле дефинирани околу 54-55 година и впрочем предходните премерувања, прекројувања на европските граници, односно во тој регион со кој што граничел тогашен Советски сојуз или Царска Русија или Украина, кои всушност представуваат проблем и денес, односно како иницијарни каписли за сета оваа криза која што се одвива и денес. Истата се одвивала и во 90-те години. Алудирам на нацистички елементи, продесничарски. Добро да го заокружиме овој историски вовед. Што се случуваше, Руфат, во Украина после распадот на СССР во 1991 година? Значи, кои судири во општеството доведоа до случувањето од 2014 година? Кога би се запрашале што доведе до актуелнава криза, како што и сметам дека и некоректно, неправилно што особено прозападните портали ја условуваат, ја нотираат, репортираат за украинската криза како актуелна. Впрочем, овој дуализам постои уште од, од ерата на Советскиот сојуз. За воля на вистината, во самата Украина, под советска власт, да кажеме, не постоел, не владел некој болшевички сентимент на самиот старт.
може би подоцна тој се развил, но сепак постоел тој дуализам во Украина, особено помеѓу истокот и западот, пластично кажано или просто речено. Имено источниот регион на Русија, познато е дека, мислам и очигледно и денес, дека евидентно е дека бил под проруска инфлуенца, нешто кое не би морало да биде доведено до корелација со Советскиот сојуз. Впрочем, Украина била таргет цел на Русија уште од најдавнешни време, ајде да кажеме, да попрецизираме, например, од времето на Екатерина. Така што, како да се навратам, значи, категорично сум против тоа да се основа како актуелна, со оглед на фактот дека се работи во однос на актуелната криза, дека всушност се работи за речиси една децениска колизија, судир, конфликт, кој се одвива особено во тие афектирани региони. Причини и виновници кои што би можеле да ги наведеме во однос на придонесување кон ескалација на сета ова ситуација има многу, но во интерес на времето и во интерес на концептот на емисијата би се осврнал само на Русија и на Соединетите Американски држави во овој случај, како така да кажеме најголеми играчи при сета ова ситуација. Имено воената машинерија на Пентагон, наместо да го распушти НАТО и да ја демилитаризира Европа, аналогно на анулирањето на Варшавскиот пакт, сепак одлучи да ја пролонгира екзистенцијата, постоењето на истиот, користејќи го НАТО како орудие, како инструмент, како алатка за реализација на империалистичките интереси на западната хемисфера. При тоа конкретно во однос на Украина, целиот став и расположение на НАТО и на прозападните сили сметам дека е лицемерен. Крајно лицемерен затоа што премногу очигледно беше дури пред самата интервенција, руска интервенција во Украина, дека само пасивно ќе се обсервира, нели сега засега, бидејќи ситуацијата е непредвидлива, за прв пат именлива, што на ме изненадува и дури и мене. Додека Руската Федерација сметам дека сгрешила во делот со, да кажеме, флиртувањето со украинската олигарсија, односно со украинските олигарси, и со тоа русите извршиле свесно или несвесно минирање на сите евентуални демократски процеси во Украина. И за воля на вистината во 90-тите имало некои обиди за демократизација на Украина, но истите биле подкопани, а истото создаде една платформа за подем на национализмот, за ресурекција на фашизмот на фашистичкиот сентимент во Украина, кое што евидентно, очигледно се манифестира, особено при ваков воен судир. И, не знам, најконцизно кажано или речено, Украина би можела многу од овие сценарија да ескивира, доколку нели се осврнеше на некаква неутрална политика, водење на некаква неутрална политика, секако доколку нели Путин и рускиот државен апарат би го дозволиле истото. Што се однесува конкретно, кога би го формулирале прашањето, кога би се запрашале зошто Путин сепак се одлучи на воена интервенција, би требало како мотив
да кажеме да го проанализираме фактот дека, како што напоменав и претходно, уште во најдамнешните времења на руската историја, без разлика дали се работело за монархија или за Советскиот сојуз, територијата која што се протега од Балтикот па се до Босфорот, до Дарданелите, односно од Латвија па се до Истанбул, до Босфорот, секогаш биле предмет на интерес на Русија и најверојатно и очигледно тој регион го перцепираат како еден заштитен обрач од западно атакување, од западот. И во однос на актуелната криза, ќе се осврнам директно, секако додека многумина мислеа дека распоредувањето на војска и воени трупи долж границата со Украина и односно во афектираните региони представува блеф, вклучително јас претпоставував така, но сепак Путин изненади и си ја реализираше воената агенда. Гледаме дека сега кризата се решава со воена интервенција и улично војување. Каква треба да биде позицијата на социјалистите во врска со случувањата во Украина денес? Значи, мене лично ова ситуација малку, не знам, ме потсетува на Првата светска војна, кога социјалдемократските партии застанаа на страна на нивните буржоаски влади, да кажам. Па сега, која е нашата позиција како социјалисти? Како треба да гледаме на овај судир, воена интервенција, окупација или како и да се нарекува? Добро, мислам, би се согласил пред се дека некои луѓе ова го споредуваат со почеток на Втора светска војна, ама сепак јас мислам дека паралелата со почеток на Прва светска војна е многу посоодветна и во однос на нивото на кое се наоѓа светот денес и во однос на завојуваноста на различните фракции на буржуазијата и на различните империалистички сили. Така да мислам, кога зборуваме конкретно за воената инвазија на Русија врз Украина, јас ќе го користам тој термин заради тоа што мислам дека е најпрецизен. Ние немаме дилема како комунисти дека осудуваме секакви империалистички војни. Значи, секој доследен комунист интернационалист, според мене, треба да ја осуди воената инвазија на Русија врз Украина. Значи, јас не стојам на оние позиции дека сите се исто зло, дека се еднакви империализмите. Секако, мислам, јас ја бранам тезата дека рускиот империализам е послаб империализам. Не мислам дека е толку моќен како западниот или америчкиот империализам. Сепак рускиот империализам има некои регионални аспирации, ама ова воена авантура на Путин во секој случај прво ќе наштети многу на односите на двете држави. Значи, два народи кои што се многу блиски практично и кои што, да се подсетиме, за разлика од ситуацијата овде кога во 90-ти години при распадот на нашата заедничка социјалистичка држава се пролеа реки крв. Буквално имаше стотици илјади мртви раселени. Во 90-ти години при распадот на Советски сојуз не падна ниту една капка крв меѓу Русија и Украина. Значи немаше пукање, немаше војна. Тие се разделија на некој начин мирно. Ова криза, да речам, затегнатоста на односите најмногу, мислам дека и Руфат нешто спомна, дека најмногу е од 2014 година, тоест од реакционерниот Евромајдан настан, значи кога проруската власт беше симната со помош со асистенција на америчкиот империализам и беше инсталирана една прозападна власт која што се очекуваше да почне да работи за интересите на западниот и на америчкиот империализам. Така да мислам дека историјата на односи на Русија и на Украина е таква што можеме да кажеме дека тие се драстично влошени од 2014 година навака. Иако ја разгледуваме сега целата оваа ситуација, мислам дека да, неминовно е дека ова е прво удар врз работниците и во двете држави. Овде ќе има уништување, ќе има жртви, ќе има многу трауми, ќе има нарушена доверба помеѓу двата народи. Значи, украинскиот народ ќе ги засили своите стереотипи кон русите после ова, затоа што Путин со својата интервенција дава материјал кај украинците да
веруваат дека тоа е фашист како што западниот свет сака да го прикажи нели во својата пропаганда. А тезите на Путин кои што се дека ова е војна за не знам за денацификација на Украина не држат многу вода според мене заради тоа што мислам ги гледаме процесите кои што се случуваат во Русија. Русија не е земја која што практично може да се пофали дека го практикува советското наследство. Русија е повеќе земја која што го практикува на наследството на империјата, на царска Русија, отколку на СССР денес, така да мислам дека тоа денацификацијата на Путин е повеќе пропагандна работа која што има за цел прво да добие поддршка внатре во Русија дека еве ние се бориме против фашизмот, антифашизмот е една силна традиција кај рускиот народ. И другата цел на терминот денацификација кај Путин е да ги неутрализира украинските маси, да ги убеди дека војната не е против нив, туку ете за да се симни лошиот режим кој што и нив ги експлоатира. Така да мислам дека ќе биде далеку сежна штетата за двата народи. Она што е битно тука да се напомени е поголемата игра која што се случува. Значи, од една страна го имаме европскиот империализмот на најголемите земји во Европската унија, кои што се колебаа во својот став кон Русија. Значи, тие не му одговара да ги заострат до толку односите со Русија во време на светска криза на капитализмот, заради тоа што прво рускиот пазар е доволно голем и секогаш може да имат опција да извезуваат на руски пазар, а второ заради гасот, заради тоа што од Русија мислам дека ако не се лажам едно 40% Европската унија добива гас од Русија за прилично ефтини цени. А од друга страна на САД му одговара да се прекини таа врска помеѓу Европската унија и Русија, и на тој начин Европската унија би била приморана да наоѓа алтернативни пазари за да се снабди со газ. Тоа би бил америчкиот газ кој што би бил по многу повисока цена би го купувала Европската унија. Би било многу потешко да стигне до ЕУ отколку што може да стигне рускиот газ. Така да организацијата на која што јас припаѓам, значи марксистичка организација Црвени и нашата интернационална марксистичка тенденција завзедоа силен став против војната во Русија, со тоа што нормално препознаваме кој е тука поголемиот и посилниот империализам, и нашите другари во Русија се воде од принципот дека секој комунист треба првично да се бори против буржуазијата во својата земја. Значи, главниот непријател е буржуарската класа дома. Добро, Дејан, но каква е ситуацијата во Русија, значи кај обичниот народ, кај обичното население? Значи, гледаме дека има протести, исто протести во главните градови во Западна Европа и во САД. Дали има антивојно расположение кај населението и дали тоа антивојно расположение, ако го има, дали ќе предонесе, мислам, Русија и Украина да се договорат, нели, еве имаја преговори. Што мислиш, кој ќе биде ефектот од тие протести? Дали воопшто ќе има ефект? Како што напоменав, од прилика во 30 на градови има антивојни протести, извештаите говорат некаде за 2000 уапсени по повод тие протести. Сега тоа практично се извештаи кои што можеме да ги најдеме на алтернативни медиуми кои што се изоставени од големите мејнстрим медиуми, бидејќи нив им одговара да продолжат со хушкање на воена пропаганда дека нема никакви гласови во Русија кои што се против војната. И едноставно да се маргинализира тоа дека постојат луѓе кои што навистина се спротивставуваат. Сега прашањето навистина е колку ефективни би можеле да бидат тие антивоени протести, заради тоа што военно-индустријскиот комплекс е доволно силен да може да ја води војната. Ако има улични протести, ќе се крени некоја галама, освен ако тие не се многу масовни протести да се блокират сите големи градови. Она што е ефективно низ историјата докажано, она што би можело да смени, да спречи голема војна е генерален штрајк, значи силно организирано работничко движење кое што моментално го нема. Кое што би покренало еден штрајк, особено штрајк во воената индустрија, и на тој начин ефективно би се спречила војната. Значи, тука треба да нагласиме дека кога се брани ваква интернационалистичка позиција
она што ние го викаме класна позиција, си малце во незавидна позиција заради тоа што секогаш одредени апологети на реал политиката ќе не обвинуваат нас марксистите дека не сме реални, дека сме утописти, но ако одиме по таа логика и Ленин и другарите беа утописти кога се спротиставија на Првата светска војна во ситуација кога најголемите социјалдемократски партии ги поддржаа војните буџети, гласаја за своите национални буржуазија, малцинството доследни комунисти останаја кои што се спротиставуваја на војната. Преку практично руската револуција беше настанот кој што го предизвика то Русија да излезе од Првата светска војна и тука се деси расцепот, распадот на Втората интернационала кога комунистите ја формираат Третата интернационала баш на прашањето за империализмот и за војната. Значи, во вакви турбулентни политички времиња е многу лесно човек да ја изгуби јасната позиција и да влезе во овој или во оној табор на војната. Мислам, тоа е дефинитивно една замка во која што ниеден комунист не би требало да падне. Една битна поинта околу целата ситуација е тој историски момент дека во време кога Русија беше слаба, да речеме најмногу после распадот на Советскиот сојуз раните па и доцните 90-ти години, американскиот империализам и НАТО генерално ја имаат таа привилегија да се шират на исток постојано и да ги завземат тие традиционални сфери на влијанија во кој што ги имаше Русија. Сега ситуацијата малце се смени на терен, кога веќе рускиот империализам е ојачан и може да го врати ударот на НАТО поефективно. Сега веќе помина тоа време кога НАТО можеше слободно да се шири на исток непредизвикано. Значи, Путин сака да постави некоја железна завеса и да му каже навака не можете, дечки, бојте, готово. Сакам само да се надоврзам на мојата поинта околу 2014 Евромајдан движењето. Значи, Евромајдан дефинитивно беше во Украина едно реакционерно и антиработничко движење, чија што моторна сила беа екстремно десничарски и неонацистички формации, чија што крајна цел беше да направи прераспределба на пленот кој што друга фракција на буржуазијата треба да го добива. Значи, да се изврши воен удар, да биде симнат од власт до тогашниот проруски председател Јануковиќ и да биде инсталиран еден режим кој што ќе биде подобен за САД генерал. Сега во таа ситуација, значи тотално реакционерните идеологии се повампирија, нацизмот се повампири во Украина, значи на тие избори, првите избори после настаните во 2014 екстремната десница доби свој, иако сега е слаба моментално на изборен план, ама тогаш доби свој места во извршната власт. И оно што е битно е што многу од тие улични одреди се веќе се инкорпорираја уште тогаш во армијата на Украина. Значи има силно радикално, тоест екстремно десничарско влијание во украинската армија. И сега тоа како одговор го предизвика бунтот на истокот, каде што населението во источниот регион, особено во Донбас, кај што се денес републиките Донец и Луганс, е, да кажам, просоветски ориентирано, не само проруски, туку и просоветски ориентирано, со луѓе кои што имаат симпатии кон СССР и кон комунизмот како идеја генерално. И тогаш рударите во Донбас се крајнаја против, сосем оправдано, се крајнаја против растечкиот нацизам и против тоа што се случуваше со Евромајдан. Се бореа за собствена автономија заради тоа што не сакаа да бидат под власта на режимот во Киев тогаш. И нормално тука дека Русија се вмеша, Русија изврши свое влијание, мислам дека дури и тие команданти на единиците во Донец и Луганс кои што беа неподобни беа тргнати од страна на Русија, што е за очекување да се вмеша, мислам, да изврши свое влијание, но сепак иницијално бунтот кој што се случи на истокот на Украина во 2014 година беше сосема очекуван и оправдан. Тоа беше како некоја здрава, гласна и антифашистичка акција на тамошните работници рудари кои што се кренаа на некој начин против фашизмот. И многу е битно да се спомене кога се зборува за војната во Украина. Војната во Украина сега доби посилен интензитет, иначе истата трае 8 години. Значи, украинските сили 8 години
скоро секојдневно го бомбардираат Донбас регионот. Значи жителите на Донецк и Луганск 8 години трпат терор, постојан терор, и за тоа речиси никој не зборува. Значи тоа е на некој начин војна, можда не војна со ваков интензитет како сега, но сепак е војна кога веќе зборуваме за причините до кои што сме дошли до сегашната ситуација, бидејќи она што нас како марксисти во глобала не разликува од луѓето со, да речеме, со либерални погледи и со конзервативни погледи, што ние не ги симплифицираме работите како Русија лошо, НАТО добро или НАТО лошо, Русија добро, туку завземаме една независна позиција и едноставно се трудиме најобјективно што може да ги процениме околностите и да нагласиме дека ние интересот кој што ние го браниме интересот на обичните луѓе и на работничката класа и во Русија, и во Украина, и во областите Донецк и Луганск. Дејан, значи, дали сме пред прагот на Третата светска војна? Или пак се уште постојат мирни излезни решенија од ова состојба? Па види, мислам, секогаш постојат различни опции што можат да се случат. Мислам, мирни излезни решенија постојат, ама не знам колку има волја истите да се спроведат моментално. А дали сме пред прагот на Трета светска војна, не знам, искрено, јас не ќе да бидам толку песимист да кажам дека истата ќе се случи, не можеме никогаш со сигурност да кажеме. Мислам, никој не веруваше дека Русија ќе сврши отворена, мислам, воена инвазија. Можноста за тоа беше мала, но сепак се случи. А она што е битно тука да се нагласи е дека, мислам, Русија нема сила да ја држи цела Украина под окупација, заради тоа што многу ќе биде тешко сега Русија да инсталира некој подобен режим во Украина, некој подобен проруски режим. И на некој начин, ако сака да ја задржи целата контрола врз Украина, ќе треба да ја држи под воена окупација на некој начин, што ќе биде многу тешко заради тоа што Украина е земја што е голема, земја од 40 милиони жители, и тоа за Русија би било сепак истрпувачки. Русија не е толку многу мојкна и силна да може да издржи таков товар. Така да мислам дека нема да се оди на комплетна воена окупација, да влеземе во некоја тотална војна. Мислам дека она што сега ќе сака Путин да го направи, да даде до знаење дека довде можеше да оди НАТО. Нормално истокот на Украина, Донецк и Луганск во своите географски размери да бидат републики кои што најверојатно би се приклучиле кон Русија во некоја догледна иднина. Мислам дека тука ќе биде линијата на разграничување. Не мислам дека ќе се оди толку далеку во нов глобален воен судир, иако секогаш постои некоја опасност кога се толку завриени страстите. Али јас сум оптимист од тој аспект, но сепак ќе кажем сега ќе биде многу од аспект на работничката класа во двете земји ќе биде многу тешко. Значи тој жар на шовинизмот е веќе распален и ќе треба многу работа и многу здрав разум и од комунистите и во Русија и во Украина и во Донецк и во Луганск да можат да ги обединат народите на некој начин и да го спречат ова шовинистичко лудило кое се случува. Иако на Западот акциите на рускиот државен воен врв изгледаат како истиот да паднал во некаква стапица или изреагирал непромислено или неиспровоцирано, сепак се работи за добро планирани и промислено калкулирани потези. И сметам дека всушност истите се одговор на долгогодишен терор во Донецк и Луганск, кој за волја на вистината не бил доволно експониран и солидарно покриен, како што е неколкудневнава кампања во Украина. Имено така испаѓа, мислам дека западњаците, западниот свет, западните сили, условно речено го подготвија ово украинско сценарио, ги втурна украинците во истото, но не се појавија на сцената, додека русите ја одржаа представата и тоа идентично како и американците, како и американската војска по сличен терк атакува аеродроми, пристаништа, бази,
извршија деструкција на радарски системи, комуникацијски опреми, потоа навлегоа копнено и оклопно, и впрочем сета ситуација, барем до сега, во голем процент беше прилично брзо дефузирана, секако има се уште отпор, но како што одредени аналитичари наведуваат, наводно успорениот прогрес бил за да се ескивира, односно да се превенира уште поголема деструкција на инфраструктурата во Украина, како и да се минимализираат евентуалните човечки жртви, а ги има многу. Добро, Руфат, што мислиш по однос на изјавите дека се наоѓаме пред прагот на Третата светска војна? Дали ова ситуација може да се реши на мирен начин, дали постојат излезни мирни решенија или пак не знам, ќе се впуштиме во Трета светска војна? Сметам дека всушност Третата светска војна се случува во континуитет од самиот финиш на Втората светска војна на овој или на оној начин, преку одредени зони на влијанија, групирања, прегрупирања кои што ги просведочивме сите овие децении. Добро, другари, јас ви благодарам за гостувањето и за тоа што ги споделивте вашите ставови и гледишта на оваа тема. Останува понатаму да видиме што ќе се случува на светската јавност.